Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Намален притисокот врз Тетовската клиничка болница, се зголемува интересот за вакцинација. Ковид состојбата на гостиварското подрачје е стабилна, значително намален бројот на хоспитализации. Дигиталните учебници голем напредок во образованието, но онлайн наставата си има и недостатоци. Ако на првиот ден одзивот во Тетовскиот регионален вакцинален центар бил доста слаб, овие 2 дена интересот се зголемува. Дел од пациентите не се појавуваат на закажаниот термин со образложение дека доцна ги виделе пораките. Во меѓувреме се намалува притисокот врз клиничката болница, каде е преполовен бројот на хоспитализирани. Само 60% од лицата кои добиле термин за вакцинација се појавиле во регионалниот вакцинален центар во Тетово. На почетокот на вакцинацијата, односно на првиот ден, одзивот бил многу мал, бидејќи се работи за повозрасни граѓани кои не ги виделе навреме пораките или пак дошле подоцна. Овие 2 дена интересот се зголемува, така што вчера 700 лица ја примиле вакцината против COVID-19. Првиот ден имавме лоши вести од некаде 1000 и неколку пациенти закажани на мој термин, ме известија дека вакцинирани се 200, тоа значи 20%, тоа беше на вистина загрижувачки, али изгледа тоа било првиот ден и некако граѓаните не биле добро информирани, некои можеби и добиле СМС, сега има и постари пациенти кои што не внимаваат на пораките, така да одма вториот ден ни се покачи скоро 80-70% од таа бројка. Еве и денеска имаме добра бројка, така да добро се движиме на добар правец. Притисокот врз клиничката болница во Тетово се намалува, така што деновиве се очекува да се врати нормалната работа на оделенијата кои беа пренаменети за прием на болни од COVID-19. Сега секако, ако се намали бројот, како што и почнува, се надеваме дека немаме да имаме некој бран, иначе ако се намали, нормално дека ќе почнат постепено да дишат и другите клиники, да почнат со редовни контроли, иначе имамо кај нас редовни контроли, но ќе почнат и тие да се зголемат во таа маса која што било. Али ние се уште сме предпазливи, и верувајте дека да не речам, не дај Боже да имаме некој нов бран, али затоа истовремено, ако тоа го посакуваме ние, можеме и сами, тоа е само едното. Значи да завршиме со актот на вакцинација. Во ковид центарот се хоспитализирани 20 пациенти, од кои 18 имаат потреба од кислородна поддршка. Во амбулантите пак најголем е бројот на лицата кои доаѓаат на контролни прегледи. Ковид состојбата на гостиварското подрачје е стабилна. Значително е намален бројот на хоспитализации, поради што ковид центрите во интерното и нервното оделение во болницата во Гостивар се затворија. На инфективно се лекуваат 16 пациенти. Откако пред 2 недели се смири силниот ковид бран со кој беше зафатено подрачјето на Гостивар, состојбата се одржува на стабилно ниво. Мали се бројките на нови случаи, а значително опадната е и потребата од хоспитализации на пациенти. Поради тоа, ковид центрите на интерното и нервното одделение во Гостиварската болница доктор Ферид Мурат се затворија. Болни од коронавирус сега се лекуваат само на инфективно, каде моментално има 10 слободни кревети. Во модуларната болница во тек е поставување на централен довод на кислород. На инфективното одделение денес се присутни 16 пациенти, од кои 20 се во потешка клиничка состојба, од кои 16 пациенти 5 се на кислородна поддршка. Значи тие се по цела болница, значи на интерно одделение повише нема, значи е затворено ковид центарот во интерно одделение, а модуларната болница очекуваме од понеделник повторно да отвориме ако се зголеми бројот на пациенти. Затоа што се работи сега за кислородна поддршка централно, што се става, ради тоа рекоа до понеделник и добро е што е смирено, што немаме зголемен број на пациенти. Јас се радувам на тоа што се смируваат вака,
почне и вакцинацијата по голем број. Во однос на имунизацијата против коронавирус, кај лекарите нема дилема дека граѓаните треба да примат вакцина. За оние кои ја прележале болеста се препорачува вакцинација по 4 до 5 месеци. Сите вакцини се добри и населението треба да се вакцинира, вели доктор Наумовски. Обавезно да се вакцинираат и тие што преболеле и тие што не преболеле, значи ова болест. Значи само треба да се придржуваме при она да поминат одредено време од на тие што се биле позитивни, да поминат значи 4 до 5 месеци за да после тоа се вакцинираат. Дали примија вакцина вработените до ефективно? Вработените неефективно голем дел имаат примено. Денеска отида уште 4 во Тетово, кинеската вакцина, јас ја чекам да ви кажам Pfizer. И не сум вакциниран, бидејќи рачунам да патувам, ради тоа, иначе не да ова да чини, таа да не чини. Значи, сите чинат вакцини, само што овие сега не се признаени дека може да пасошите во пасошите да се стават. За разлика од пред месец дена, кога во болница со сериозни компликации од ковид често завршуваа и млади лица до 40 годишна возраст, сега тоа не е случај. Сите хоспитализирани во Гостивар се над 55 години. 55 нагоре се, значи, пациентите. Немаме помлади пациенти, повишето се од 55 години нагоре. И смртноста е намалена? И смртноста е намалена, да. Намалена е. Бројката на активно заразени со коронавирус во општините Гостивар, Маврово, Ростуши и Врапчиште актуелно изнесува 330. За значењето на вакцинацијата и нејзината цел говорат експертите на таа тема професор доктор Катарина Ставрич и доцент доктор Мери Киријас во синочешното гостување во емисијата Топ тема. Тие ја истакнуваат имунизацијата и мерките за заштита како единствен начин за спречување на пандемијата со коронавирусот. Имунизацијата пред се има за цел да не заштити да се разболиме од тешки форми на COVID-19 болест и потреба од хоспитализација. Значи, може и вакцинирано лице да заболе, меѓутоа тоа ќе биде или асимптоматски или со многу лесни клинички симптоми. Тоа е првата цел сега во овој процес, што сакаме да ја постигнеме, а секако дека после тоа со зголемување на опфатот со имунизацијата против COVID-19, фактички сакаме да го постигнеме оној колективен имунитет, односно на некој начин да ја спречиме, да го спречиме ширењето на заразата кај и онаа популација која што не може да се вакцинира, било да е тоа возраст или некои ретки состојби, и тие да бидат на некој начин заштитени од можноста за заболување. Значи, пред се на заболувањето и на смртноста, свесни сме кои ни се бројките на смртност, значи сакаме и на тој ефект да делуваме на болеста. Претпоставувам како информациите се достапни, така и луѓето им влијае тоа да решат што да прават. Нема генерално, нели, за поголемиот број на население, нема ограничување која вакцина да ја примат. Контраиндикациите се многу малку или ограничени. За повеќето вакцини важа дека за општата популација се може да се даваат. Само дека прележале да видиме антитела или после вакцина, нема потреба. Секоја вакцина е ефикасна по завршување на тие 3-4 недели после втора доза, рачунаме дека особата е имунизирана и тогаш е создаден имунолошкиот одговор. Нема потреба од проверување на антитела. Председателот на владата Зоран Заев во Скопската сала А1 Арена Борис Трајковски се вакцинираше со кинеската вакцина Синофарм. Тој ги повика граѓаните да се пријават во што поголем број за вакцинација. Туку што ја извршив мојата лична, но и граѓанска должност. И ја примив првата доза од вакцината на Синофарм, односно она која што беше во моментот на располагање, кога ми дојде мене редот согласно националниот план за имунизација. Се чувствувам одлично и ќе ја продолжам мојата дневна работна агенда и во денешните попладневни часови. Со дозите вакцини што пристигнаа минатата седмица, како и со сите договорени и потврдени количини што ќе пристигнат во престојниот период, верувам дека до почетокот на летото ќе имаме висок процент на население кое што ќе биде вакцинирано и тоа сето ќе придонесе до целосно менување на сликата на епидемијата кај нас.
ги охрабрувам сите граѓани на нашата земја, сите кои досега не го направиле тоа, да се пријават за термин за вакцинација на веб страницата vakcinacija.mk и да си го обезбедат единствениот ефикасен начин за заштита од коронавирусот. Воведувањето на дигитални учебници според наставникот по англиски јазик Перо Сарџовски е голем напредок во образованието. Од друга страна смета дека онлайн наставата може да биде ефективна, но ги потенцира и нејзините недостатоци. Дигитализацијата на учебници е голем плюс во образованието на децата, смета наставникот по англиски јазик Перо Сарџовски. Од друга страна потенцира дека самиот процес на дигитализација бара многу работа, пред се од технички аспект, како обезбедување соодветна опрема и интернет, преку кој учениците ќе имаат можност да учат од дигиталните учебници. Така што дигитални учебници е секогаш плюс, но начинот на кој што тоа може да се спроведе бара многу работа пред се, многу синхронизиран пристап од сите чинители. Битно е да се вклучат и родителите, и учениците во јавните дебати, битно е да се дискутира што е можно поотворено, за да се видат кои се сите тие аспекти што треба да се покријат за да се стигне до таму. Во Пегасос ние почнавме првично со воведување по еден лаптоп, потоа воведовме видеопроектор. Кога видовме дека децата користат веќе мобилни телефони, наместо да ги користиме, тоест наместо да ги забрануваме, да се забранува употребата на мобилни телефони, ние одлучивме да ја искористиме употребата во нормално во образовни цели. И самото по себе тоа поведе од нас барање како професори пред се да се обучиме како да користиме некои онлайн алатки кои што да речеме беа достапни бесплатно, за да направиме поголема интеракција со учениците, да се направат и да се креираат своји квизови. И така постепено самото тоа доведе кај нас зголемен обем на ресурси кои што се дигитални во однос на печатените, за да ние постепено увидиме дека реално нас не ни се потребни веќе печатени книги, можеме да работиме со дигитални книги. Работевме комбинирано со години. Значи Онлайн наставата представува вистински предизвик за наставниците и учениците, кои што веќе цела учебна година се вклучени во ваков тип на предавања. А наставата на далечина, според Сарџовски, има своји предности и недостатоци. Онлайн наставата мислам дека може да биде толку ефикасна колку што самото училиште ќе понуди решение за поголема интерактивност и за поголема вклученост на учениците. Сега пак техничкиот дел јас не можам да влијам на тој дел. Дори ние како приватно училиште доживеавме еден вид на пад на има интерес кај луѓето да учествуваат во онлайн настава, нема техничка и помагала, нема технички услови за да го изреализираат тоа. И многу луѓе се откажаа поради таа причина. Има големи предности онлайн наставата. Значи, например, многу деца кои што немаат пристап до училишта, заради тоа што живеат подалеку или нема превоз од одредено населено место, има деца кои што имаат и физички, нели, да речеме, не се можност да или нема пристап до училиштето. Тие деца можат да учествуваат онлайн. Значи, категорија на луѓе кои што, да речеме, биле дискриминирани со физичко присуство, сега веќе имаат можност да учествуваат. Јас не би рекол дека тоа треба да биде настава 6 сати на ден. Значи, тука треба да ги преиспитаме некои други аспекти, здравствени аспекти. Од следната учебна година предвидено е да се воведе новиот концепт во основните училишта, кој што подразбира дигитални учебници, спојување на одредени предмети, но и воведување на сеопфатно сексуално образование како изборен предмет. По повод утрешниот ден на македонската полиција најавена е посета на вечното почивалиште на полицајецот Цоки Стојановски кој загина во воениот конфликт во 2001 година. Во рамките на одбележувањето на денот на македонската полиција, а во знак на вечен незаборав, чест и пиетет, утре во 8 часот ќе биде организирана посета на вечното почивалиште на полицискиот службеник Цоки Стојановски, кој се наоѓа на градските гробишта во Тетово. Ќе бидат положени букети цвеќе и со едноминутно молчење ќе му биде оддадена почит. Во 8 часот и 30 минути во сообраќајната полиција во Тетово ќе се положат букети цвеќе пред спомен бистата на Стојановски.
Стојановски. Цоки Стојановски загина ноќта на 31 јули 2001 година. Тој беше погоден од куршум на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово. Во 2001 година беше на функцијата командир, а должноста тој ден ја извршуваше на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Загина на 28 години, а по прераната смрт остави зад себе сопруга и 2 малолетни деца. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски казнети се 39 лица од Тетово и 46 лица од Гостивар. Нема регистрирано прекршување на полицискиот час. Вчера околу 12 часот на улица Линденска, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 57 годишник и 50 годишник двајцата од Тетово, затоа што при преглед им бил пронајден хероин. Тие се задржани во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот во Тетовско Желино, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20 годишник, 21 годишник и 33 годишник од ова село. При нивен преглед на патничкото моторно возило со тетовски регистарски ознаки, во кои била затекнати била пронајдена марихуана. Се расчистува и документира случајот и ќе следуваат поднесоци. Вчера во 20 часот во СВР Тетово биле донесени 26 годишник, 27 годишник од Скопје и 30 годишник од Република Бугарија, кои околу 12 часот и 25 минути биле лишени од слобода во Скопје, а поради сомнение за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори. Тројцата се сомнича дека биле инволвирани во случајот со пронајдените 2 вреќи со марихуана на локален пат над Тетовското село Камењане, пријавен на 4 мај годинава, околу 22 часот. Тие се задржани во полициската станица Тетово и денеска со соодветен поднесок ќе бидат изведени пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. 35 годишна вработен во трговски објект на улица Маршал Тито во Тетово. Вчера во 16 часот и 5 минути во СВР Тетово пријавила дека со закана едно лице ја одзело пари. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 20 часот 44 годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека 1 час пред тоа во дворот пред нивната куќа во Гостиварска Циглана 2 лица физички го нападнале неговиот малолетен син. Се расчистува случајот. Вчера во 15 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавена е сообраќајна несреќа на регионалниот пат Тетово-Волковија, во која учествувале 2 патнички моторни возила со тетовски регистарски ознаки. Едното возило го управувала 21 годишна жителка на Тетовско Милетино, а другото возило било управувано од 67 годишник од истото село. Во незгодата, 21 годишната девојка се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде за укажување на лекарска помош биле пренесени двајцата возачи. Увид извршила екипа од СВР Тетово. На локалниот пат што ги поврзува гостиварските села Долна Бањица и Митрови Крсти, вчера околу 13 часот, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 27 годишник од Долна Бањица, изгубило контрола и излетало од коловоз. Во незгодата, 18 годишна сопатничка во возилото се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на незгодата, увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера во 16 часот, 25 годишникот Тетовски Челопек во СВР Тетово пријавил дека на крстосница на улиците Цветан Димов и Воденска во Тетово бил каснат од куче скитник. 1883 различни видови сообраќајни прекршоци се регистрирани во месец април годинава во Тетово и Тетовско. Во текот на април годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово,
Во Тетовскиот регион вкупно откриле и законски санкционирале 1883 различни видови неисправност, односно сообраќајни прекршоци. Во контролните активности, редовни, засилени и акциски, поради констатирани прекршоци од сообраќај биле исклучени 39 возила. Најмногу од исклучените возила 29 имале истечена регистрација над 30 дена, а кај 10 била констатирана техничка неисправност. Минатиот месец исто така од сообраќај биле исклучени 141 возач, од кои 118 управувале без возачка дозвола, 2 под дејство на алкохол, 9 возачи почетници, исто толку со несоодветна категорија и 3 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 10 возачки и 30 сообраќајни дозволи, додека Тетовската пајак служба вкупно подигнала 172 непрописно паркирани возила. Сите недостатоци, односно прекршоци, биле санкционирани со соодветни законски предвидени поднесоци. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието и пријатно.